Епизода 73, Next Gen Podcast. Моето име е Георги Докузов. Денес имам за чест да гостам мојот тренер, позната фитнес личност од нашата држава, исто така и предприемач, Ивица Алексовски. Здраво, Ивица, како сте прво? Здраво. И најпрво. Можам да кажам човекот што највише те гњави на тренинг. Да. Фала за поканата, се договаравме неколку пати од обврски, од активности што се договориме. Па се надам дека денеска ќе поминеме сат и по два интересни муабети кај што буквално може да ја прашаш што сакаш. Можеше малце подоле само микрофончето и топ сме. Да. И сега, кога се договаравме за ова, ми спомнавте да смислам добри прашања. И мене прво тоа што ми падна на памет е некако, сега зборевме за личен бренд пред да почне ова, тоа Strongest што се лепи до вашето име. И ми интересира како станавте Strongest. Така малце по-филозофски да влеземе од старт. Да, ти спомнав за тоа, затоа што на сите подкасти кај што обично прашуваат исти прашања. Еве неколку подкасти кај што ме викнале, прашувам да ми ги дадат буквално што се прашањата, кога гледам дека се со иста тематика. Буквално нема потреба ни да идеме затоа што све исто го збори. Во однос на Strongest, значи како име, Не како име, мене ме интересира како личност, бидејќи за мене лично вака и за голем дел од луѓето во. Види што беше мојата идеја. Идејата мислам во прво време беше клуб за боречки вештини, и тоа беше тоа. Во првиот момент кога од една група направив две групи, значи имав джиткондо група во тоа време и направив првата група за BJJ, па направив третата група да кажам за MMA, па после бидна кикбокс, видов дека буквално може да се развива нешто со едно име во повеќе насоки во однос на боречките вештини. По некоја случајност или не би рекол дека случајно, зашто све во животот ние доживуваме и правиме заради нешто. Дел од старата сала пола ја направивме теретана, пола ја направивме за боречки спортови, па ќе кажам некако моравме да направиме еден човек што имавме некои работи нераздолжени, па морав да земам некоја справа од кај него и така бидна првата теретана. Да, таа вистината. На некој начин компензиравме тие долгови преку справи, ја отворивме таа прва мала теретана, па поголема теретана, па се расширивме, па се преселивме на две места. Умеѓу време го отворив шопот затоа што во Македонија буквално му фалеше една продавница кај што можеш да си отидеш да ти купиш боксерски ракавици, кимоно за BJJ или за други спортови, бандажери. Имаш една-две продавници кои што има по нешто, ама нема тоа што ние требаше да го имаме како еден комплет. Кога отворивме продавницата, значи на таргет прво ми беше Venom и таа роба, да кажам, пошто беше на врвот на таа пирамида за боречка опрема. И уште од 2-13-14 години, не знам кога почнавме со нив, исто делот на суплементите сакав да го застапам затоа што е битно суплементацијата не само во спортот, туку во секојдневниот живот. И на тој начин некако само по себе си се створи, си се направи нешто. Така да денес имаме, да кажам, две големи продавници, имаме две големи сали, боречки вештини, сауни, не знам, кафе, не знам, посебен дел за боречки вештини. Буквално направивме некој бренд, да кажам, во Македонија. Сега мене тоа што ме интересира и тоа што највеќе луѓето кога ги канам тука, нели сега сликата што се случува, знаат сите Strongest, има одлични две теретани, два шопа. Ама ме интересира од претходно од каде почна, нели секојаш карактер го гради бизнисот, поготово во оваа некако наша држава, најчесто мора карактерот, бидејќи тешко системот некако го поддржува тоа, мора сам карактер, поединец, индивидуа да се избори его, да се избори со се тоа. И ме интересира од каде почна таа борба, таа замисла кај вас во глава, за да се остварите на некој поле, некоја кратка биографија од почетокот, како изгледаше ваша? Знам дека ќе кажам дека начинот на кој што ги изучуваш боречките вештини, нели ти ствараат некоја хиерархија, ти ствараат некоја дисциплина, некоја самопочит, значи буквално не ти дава ај денес работа, утре на работа, но туку ти дава една константност, конзистентност во нешто. Да имаш, значи, знаеш и во бизнисот, не можеш да идеш, не иде прегини. Значи, мора да имаш упорност. Значи, тие некои карактеристики од таму, предпоставам, го изградиле мојов карактер, да кажам. И ја уште у време, например, многу луѓе не можат да ме разберат. Едно време бев обезедување кај Минчо Јорданов, кој што во тоа време по Forbes беше најбогатиот балканец, не македонец. На металург, така? Да, и имав убава плата, Мерцедес, возев 2 телефона.
И ја идев пак по 4 сати у сала доле вежбав. И сите ми викаве будала си, одмори малку, треба вака. Ама има момент во животот кога можеш и треба да работиш. И има, за да можеш на стари години да имаш некои придобивки од тоа. Ако во тоа време ти тоа не го сватиш така, на стари години ќе бидеш исто како на 20 години ќе работиш, ама телото нема да ти биде како на 20 години, па ќе немаш да се поклопа тие две работи. Значи тој момент на градење на карактерот, претпоставувам дека и средното полициско училиште кај што учев 4 години, војска е стани сабајле 4,5, и генерацијата малце. Да. Буквално стоиш за доручек, стоиш за ручек, стоиш за вечера. Значи цело време некоја Те тестира. Да, у некој тестирање си, у некој докај како си, ти го билда, ти го гради карактерот. Сега, у животот можам да кажам вака. Кога имаш мака, обично луѓето прекинуваат, поголема број од. И исто така, кога имаш добро, пак луѓето прекинуваат. И тоа е лошо, се разберем. Да. И кога имаш мака, и кога си позитива, ти треба да го тераш она што си го зацртал. Затоа што почни прекини, не можеш да направиш нешто, еве се ние денеска збориме за нешто, само по себе се направило. Не се направило само по себе. Значи има тука голема, како да кажам, енергија вложена. Значи јас сум идал на работа прва смена, 4 сати у сала попадне. Пак на 4 сати, па не знам турнири, на пример од 2010 година навака, последниве 16 години, не знам на колку турнири, колку земи сме биле. И тоа те гради како личност некако. Гледаш однадвор како функционира. Овдека од 2014 година кога отвори Strong Shop, некои работи сум ги разбирал, не сум ги разбирал комплетно. Видов како бизнисот функционира во Македонија. Ево, можам да кажам со отворено срце, имам видено луѓе на страшни позиции, да ми простиш, ама интелигенција нула имаат. Не знам како функционира тоа. Буквално нула, не знае два збора да склопи, а е на некое место каде што дали татко му оставил или има некој друг квалитет, некако се пикнал. Па има нешто, да. Може има тие квалитети, јас ќе ги наборав, не, ама има нешто друго кај што дошол на тоа место, па направил нешто. Предпоставувам дека така. Сега за развитокот на бизнисот, во еден момент решавате скроз да преминете на бизнис, да се откажете од тие бенефиции на работна позиција, на слично. Како се случуваат тие работи? Ме интересира, јас не знам лично историјата точно. Па вака сега, додека работев, да кажам, ваму кај што имав добра плата, платата што ја зимав го градев ова. Што после цела тоа, плата од тука. Да. Буквално кога напуштив од таму, беше клубот само и го почнав тогаш шопот. Имаше државата, даваше некои фондови, не знам, до 5000 евра за собствен бизнис. Бев таму, не знам, неколку предавања, па имавме некои проекти, правевме сами, и знам дека бев втор проект у Македонија и првите 50 добивме плюс 1500 евра како заслужни, и у тој момент почнав клубот и шопот. Интересно беше профитот што го правев од клубот тоа време малку поише, да кажам, од чланарина до одона, го надопунував шопот, па после шопот кога го јача, го надопунуваше клубот, така да до денеска цело време паралелно буквално се надопунуваат, и на тој начин го изградивме и центаров за боречки, и теретаната, па тоа помогна за продавницата. Значи на некој начин спорт со спорт, да кажам, врзав некоја, да кажам, структура, кај што денеска го имаме ова што го имаме. Самиот бизнис и спортов не сум ги одвоил, да речам, јас сум бизнисмен, не спортувам. Не, буквално сакам да си го живам секој ден. Значи, денот е створен, по вие 24 сати, не знаеме дали ти се последни или имаш време за живење. Тоа ти што имаш денеска 25 години, имам 50 години, не значи утре ништо не значи тоа. Значи, она што викаат годините се бројка, се слагам 100% и тврдам дека е така. Значи, денов кога ќе станеш, ако не си го проживееш денов како што треба си го проживееш, живееш и спортот и бизнисот. Така да ја гледав бизнисот да си го градам кроз призма на спортот. Значи, да ми биде уживање, да отидам дома, да ми биде окей. Значи, денеска си поставувам, не знам, 5 задачи, идам у банка да платам пари, не знам, ова да го завршам. Значи, работи кај што давам, не кај што зимам. И кога доаѓам дома, сум извојувал мала победа. И многу интересно е тој тип на размислување или на делување, во мозокот ствара некои промени и во понатака, па тој процес е многу побрз. Во прво време мозокот може да се мисли што да прави, како да се премрежи, да кажам, на некој начин, а после тоа иде многу побрзо. Тоа после ми помага и у боречки спортови и ми помага и у бизнисот.
И како се репрограмира така од ваше искуство? Колку време ви требаше за тоа? Сигурно не било лесно, Не, претпоставам. не, пази, значи што правам јас, еве сега ти кажам, задниве 20 години. Значи следниве 20 години ја станувам од Сабајле, медитирам, значи правам вежби за медитација, последниве 2-13 години ги правам некои вежби за дишење, да речем слични на овие Винков, кај што, не знам, вдишуваш толку, издишуваш толку, него си 20 минути трошам на тој дел. Morning рутина. Да, морнинг, пошто, пази, ако ме прашаш мене кој дел од денот е најбитен, утрото е најбитен. Кога ќе станеш, еве стани утро од Сабајле, пробај оваа недела, Како ќе офатиш ден? отвори го телефонот и ако ти дојдат една глупава работа, уште една глупа работа на телефонот, буквално ти го репрограмира мозокот за денеска. Затоа гледаш овие научни модерни студии што ти викаат Сабајле, остави го телефонот, написе кафе, размрдај се лево десно, пошто буквално тоа ти сега кој ќе ја научиш дневната рутина како ти. Еве јас Сабајле станувам, медитирам, кафе си правам да кажам едно еве лимун, не знам, една лажица сода, мешам, пијам Сабајле за организмот, да не објаснувам се зашто и како. Значи си имам некоја шема од Сабајле што си ја терам. Буквално, за да можам денот да го ставам на некоја основа. И после остатокот од денот е, са не е секој ден исти идеален, ама многу е битно да го почнеш денот како што треба да го почнеш. За да можеш да делуваш и во спортот, и во бизнисот, и буквално кроз самиот ден. Не е одма. Знаеш што е тешко тука? Например, идеш у теретана, вежбаш. Поминале 2-3 месеца се стегаш и сум се направил, добар сум, имам ефект, супер е, така, се врзуваш за тоа и веќе ти е Нормално. пасија ти е тоа и викаш и можам ја. Ова не е така. Сите овие ментални работи, работиш, првиот момент кој ќе имаш ти краш, џабе ова не функционира. Го баталува. Сега ако ќе кажеш не функционира, треба да го тераш. За да можеш буквално тие што се врски внатре во тебе да ги Невроните да ги преспоиш. Да ги преспоиш, да ги пази, еве рикнал осигурачот унатре, така? Не треба да оставиш така. Извади стај друг. Тераш утре понатака. Рикнал друг осигурач. И тоа е нормален процес во текот на твојот живот. Да рикаат осигурачи. Ама не е на твој да се предаваш. На твој да ги менуваш и да идеш натака. Сега тука има многу работи кога збориме позитивни, негативни енергии, кога збориме позитивни луѓе, негативни луѓе, позитивни денови, негативни денови. Све тоа, ако го гледаш од перспектива неутрална или го гледаш од перспектива, окей, тоа е нормално. Да го спознаеш. Да го спознаеш. Например, идеш на работа, ти се дупнала гума и ти кукаш, урлаш, ја менјаш гумата за саат, два, идеш на работа, шефот не те кара, не премемуваат за тоа. Едноставно ти се десило, ама ти има 3 дена да плачеш дека се дупна гумата. Ти се дупнала гумата, сега можеш да размислиш и добре се дупна гума, ме чува нешто, може да му собраќај како имав, ќе погине, па добро што се десило. И буквално ако почнеш така да размислуваш, нема некоја работа во иднина што може да те поводи, затоа што си створил некој штит ментален и буквално не ти може таа лоша вибрација, лоша енергија да ти делува. Се интересно ми е кога го слушам ова од некој човек што е малку во позрели години доста, ви имате 52 ако не се лажам така, 51. Која генерација тоа би дошло? 75-та. И доста ми интересно кога слушам колку сте отворен на овие теми и тоа е некако неспецифично за таа генерација. И сега ме интересира назад како може да се вратите, што мислите таа ваша генерација негде каде го има изгубена таа драж за борба за препознавање на овие работи, што е тоа што направило разлика меѓу вас? Порано беше едно уредување, да речем. Сега е друго уредување. Порано имавме едни, како да кажам, алатки за работа. Денеска се други, утре се, не знам, трети, утре, например, предпоставам дека човек без ChatGPT нема да може да замисли да стане од Сабајле. Значи, буквално тамо ќе отиде цела работа. Ако ние порано сме растеле со Commodore 64 беше првиот компјутер, мислам, со видео игри, па кај што играш ти чекаш, па диде другиот, па тој игра, па сите менјаме таа една игра, една иста игра на едно ниво, значи нема како сега идеш на вакво. И сега денеска кај што деца имаат буквално дигиталија све, буквално на 8 на 10 години све да видиш што сака да види. Све да прашаш сака да види. Не може тој мозок на 8 на 10 години да резонира како возрастен човек. Сега тука има и добро и лошо. Добрите работи ги сваќа порано, мозокот му си ајде кажам го гради у позитивна насока, ама и го имаше и тие негативни последици. Се она што е
како јинг јанг што е знаков, нели, во секое добро има нешто лошо, во секое лошо нешто добро, и две енергии што тоа го вртат, буквално е така и животот. Ако го разбереш така дека животот е окей. Еве телефонот ти си го измислил за да се чуеме јас и ти, ама ово измислил како да ни го разбере муабетот што го правиме, па не преслушкува. Така да све е направено нештото за да не биде и у позитива и у негатива. Зависи ние како ние го правиме. Оваа моја генерација, да кажам, изгубија некој, останаа дел, да речам некој, 1/3, ајде, да го пратат ова, ама 2/3 изгубија. Например, буквално 1/3 не се грижи за ништо, не се грижи за себе. Значи, машко здравје не го интересира ич. Само кој ќе клапне, кој ќе падне доле, тогаш прашува. Значи, нема благе везе кога последен пат направил крвна слика, колку му е тестостеронот, колку му е холестерол, не знам, хематокрит, не знам. Значи, некои работи буквално, значи, благе везе нема. А денеска знаеш дека можеш да куснеш на интернет, да видиш и да се информираш. Тоа е прва работа. Втора работа, буквално не го интересира да иде да повежба да направи нешто, да се среди да личи на човек. Не викам да личиш на човек физички, да им бидеш убав на другите. Едноставно, кога ќе напуниш 50 години, еве мене ме зезаат, вика, колку имаш 50, вика, уште малку имаш, не ме вика, уште толку имам. До 100 планирам од прилика, па ќе видиме како ќе биде. Што е поентата? Поентата не викам ја до утре, викам до уште 50 години и буквално кога ќе станеш од сабајле, не гледаш ти дека е таму крајот, ако викаш дека е таму крајот, едноставно се грижиш за себе. Са таа моја генерација 2/3 буквално не го работа тоа. Не го работа. Една се мачи, една ич и ова една да кажаме, ете се уште се одржава и прави. Ја мислам дека од кога се воведува нагло овие дигитални придобивки, некако ги збуни, не сака да бидат смотани и глупави да прашуваат, едноставно имаат. Кај маживе тоа пута 10, пошто се поише со его, да кажам, таа моја генерација кажувам. Овие мачки денеска од 20 години сосем друга приказка, да се разбере. Таа генерација порано има она его, ја маж сум, не можам, не смеам да прашам, ја треба да видам цело време, бла бла бла. И ради тоа некако го изгубија чекорот со ова модерно време. Сега кога сме кај оваа генерација помлада, вие сте цело време обкружени со многу помлади, релативно моја генерација плюс минус. И како гледате на оваа наша генерација, например, дечките во сала, тренерите исто се млади, другите? Поише негативно него позитивно, ќе бидам искрен. Да? Да. Еве зашто позитивно, зашто поише негативно. Значи, вие ги имате сите оние работи што ние не сме можеле да ги замислиме да ги имаме. Не било тоа ненормално било, како да ти кажам, тоа време. Например, со ќерка ми правам муабет и викам, ние порано мое време имавме телефон кој што стоеше у ходник, беше на кабел, и она ме вика, и мораш да стануваш и като ти само да се јавиш на телефон кој те бара, да. И ако правам повод сад муабет, треба да стојам таму. Да, многу нормално беше тоа време. Чак што викам и двојник имавме, а што е двојник? Па тој комшијата кој ќе врти, ти не можеш да се јавиш. Значи, таа е таа несватлива работа што не може да ја разберем. Сега. Сега само да го изгасиме ова. Денешни деци имаат све. И сега ти како Ѓорѓи кој ти дам ја тебе на маса на 25 години да одбереш што сакаш, што ќе одбереш? Секогаш најлесното, најубавото, со најмалку труд. Факт е дека. Зашто? Па зашто да се мачам? Што е многу нормално кај секој човек, така? Природно. Арно, ама дали идеш ти на боречки вештини? Идеш на ММА. Кажи ми дали има нешто лесно на тренинг? Па нема ништо таму лесно. Да. Вчера јас и ти правевме спаринг лесно. Како представиш? Кога стануваш, зашто? Се мучиш, така? Ама што правиш? Па доаѓаш. Да. Па утре пак трпиш, па доаѓаш, па трпиш, па доаѓаш. Оп, level up. Пак доаѓаш, оп, level up. И сега ти ако она што го правиме пред, ако имаш консистентност, значи работиш цело време, нема шанси да паѓаш. Ки идеш полека, може да идеш вака или у најмала рака ќе идеш полека, али ќе идеш. Таа генерација ваша го нема тоа. Зашто? Тато носи, мама меси, ти идеш дома кркаш. Идеш ти на работа за не знам 30.000, мајка ти вика сине не иди на работа. Тој будала е таму, тој газдата јаш ненормален, не седи си дома. Реалност. Мама ќе ти даде пари и сега ти искачеш со град со девојчето, мама дај ми пари и мајка ти даде пари. Пошто ќе се најутиш, може да ги направиш попара дома ако не ти дадат пари. Па утре ќе ти даде татко ти пари, па ќе излезеш надвор. Па сега за жал. Например, порано ако ние у наше време, јас имав кола, па идеш зимаш девојче со кола, па ти плаќаш, пошто сме сега некако каша попара е направен.
Па буквално ти не зависиш да плаќаш цело време, така? И се најдеш некој девојче таа ќе плаќа. Ни да возиш. И да возиш, да те вози и све. Затоа таа генерација е сега. Ако сакаш да ти го там кој призма на наука, ќе ти кажеме на работа. 1925 година и 2025 година тестостеронот ќе мажите од 99,9% паднате на 50%. Затоа имаме мажи денеска пере дома, пегла, не знам што прави, не знам. Он ги шета децата, жената излезе на град. Ја не викам дека тоа, како се договорат. Ама едноставно некои работи се знае дома, ако не знам рикне сјалица, треба мажот да ја смени. Така? Не може жената да смени, мажот да пере, не знам, измешани се работите некако. Генерацијски ти кажам. Сега па вашава генерација, па не знам у која насока ќе отиде. Ние у наше време имаше машко и женско. Сега имаш машко, женско и овој не знам како ќе се викал. Не разбираш? И јас сум збунет, и ти си збунет. Сме направиле нешто во општеството што буквално не знаме кај ќе идеме, разбираш? И са ти, кажи ми, еве, ти си сега генерација 20, колку имаш? Јас 25 точно. 25. Имаш машко, женско и не знам како ќе се вика. Се слагаш со тоа? Како за пол? Да. Не знам, пак искрено, јас сум... Не, еве, твоја генерација, да имаме малку интерес. Значи, сега ако збориме за тие поделби, како јас гледам сега као некој 25 годишен, еве, вие кажете ми као некој постар, како треба да се поставам. Според мене ова време тие нагли промени моментално шудираат, можеби и на тестостеронот машки, и на таа машка осаменост, машко здравје. Тоа е нешто што најмалку се збори, нели? Почесто се збори. Не се збори уопште. Еве денес ги отворим, јас ги отворам туку подкаст тие теми. Како сметам како млад човек дека овие сите работи што луѓе се чувствуваат различно, се чувствуваат како се у цел свет. Луѓе добиваат можеби права на основа на тоа што некогаш не ги добивале и сметам дека како млад човек некој од 25 години треба да ги единствен начин за да влезе во ова ново време да ги прифати тие работи, дека не гледам начин како со некое спротивставување или можеби недоволно разбирање на темата како да се бори со тоа напред. Мислам дека ова време е Јас се слагам со тебе, ама јас како другче да влезе во светот без фрустрации, без ништо што можеби го фрустрира ти работи, голем дел ти работи се само нели недоволно можеби познавање што како на крај крајва стварно не знам, чувствам секој има право нели што сака да прави. Не, секој има право да прави што сака. Секој за. Проблемот е кога надвор тоа се дефилира и се прави. Ево у Скопје што мора да има гей парада? Ја и ти вежбаме ли вештина? Што мора да идеме по улици да демонстрираме дека вежбаме? Да ги тераме другите да вежбат. Кој сака нека вежба? Ја возам мотор, сега секој ден да возиме со моториве 300 мотори, да возиме и ќе правиме вакво за нема потреба. Да, знаете само веројатно каде е целиот проблем, каде настанува. Ние пак некако премногу и се двоиме, можеби само моментот е еве мене што ми има сменато визија на тоа и пак сме ние у некој многу голема војна сме пак меѓу себе сите. Еве на пример сега нели дови истата причина, едно нешто што ми има сменато размислување на оваа тема. Сега сум многу помлад од вас, ама еве ќе дискутираме на оваа тема, нели зборот може да збори секоја генерација со секоја. На пример нели имаше случај во Америчкиот сенат или конгресот за судот нивник поточно како се вика да добие црнец, тоест црнкиња да биде изгласана. Добро. Без разлика на компетенции по некој нели нормално и сега да се запазуваат тие работи, да има белец, црнец, кинес и слично. И мене ми беше тоа како добро, ама ја размислам сепак во ред црнеце, ама као окей, тоа ние сите прифаќаме, нели тоа веќе мислам апсурдно, сега некој да е расист, тоа некако е тоа е глупост, нели? И доаѓаат и луѓе различни вежбат. За расист не збориме, тоа е нормално. И сега, ама пак и може да се извлече нешто заедничко. И баш тоа зборам со брат ми, пак треба по компетенции да биде или истиот муабет ние, пак треба секој по свое убедување за себе да го чува, ама од друга страна, тоаш зашто 500 години, не знам, сме ги држеле као робови нив. Ние мора да сносиме некако. Види, ја пред некој ден бевме излезени со мојава мотогрупа и еден од моторџиеве ми спомна една работа што не сум ја размислил и стварно е така. На пример, знаеме сите дека црнците у тоа и тоа време, каубојско време да кажам, биле робови. Апла биле робови. Сега овој, не знам како се вика, 8 величествени, 9 величествени, 10 каубојци, 9 каубојци, све се црнци. А тоа научна фантастика во тоа време. Не може црнец да биде шериф у тоа време затоа што тие биле робови направени. Ние денеска отидовме со некои работи, толку ги извитоперуваме, ги правиме, да буквално кроз некое време нема да знаеш што е што. Односно, една информација у моје време патуваше од Америка до тука 20 години.
Ме разбираш? Например, тој вежбал па дошол па до 20 години. Сега имаш информација на секој човек, ама не знаеш дали точно или не е точно. Сега со AI буквално не знаеш што е што. Буквално не знаеш што е што. Значи имаме ни информација, ама не знаеш дали е точно. Исто како да немаш информација. И пак ја доеме до некој дереже да и многуто не чини, треба да има некој баланс. Значи ја гледај, црнец белец, христијанин, муслиман, не знам, србин, црногорец, албанец, еве знаеш кај нас у сала не постои тоа. Не ме интересира. Ме интересира кој ќе е Бајрам, тој што ме е вако, ако не донесе баклава, се караме другиот ден. Тоа се, ме разбираш? Или ние Велик ден па не сум му донел јајца, па ние општо не сме националисти како не сме, ама тоа ни се наметнува од надвор, ме разбираш? Како што ни се наметна и Северна Македонија, и ни се смени и знамето, и ни се смени, буквално не сменија. Ама проблемот е што кај нас во нашето општество за 20 години во мозокот некој се сменија. Па вика, добро е што го сменивме знамето, тоа не личеше, тоа било грчко. Добро е што го направивме името вака, тоа било од Александар Македонски, па било врзано со ВМРО, па се, значи толку ги скомплициравме работите. Не ние, ни ги комплицираат од други центри да кажам, за да можеме ние тука да си функционираме како што треба да се функционира. Значи, па да не ме разбереш, ја не сум против кој што сака може да се прави дом. Кој што сака може да се прави вака и вака. Ама тоа толку се тера. Ајде кажи ми вака, ја ќе ти кажам, а ти побиме. Има ли на Netflix еден филм каде што нема геј сцена? Значи се согласувам апсолутно, не само на Netflix, еве јас со маркетинг се бавам општо. Знаеш дека пари не даваат агенции, ако нема така. Мора да биде застапено сегде. Зашто? Ево у наше општество. За да биде застапени албанците на таа и таа позиција мора да биде албанец. Што ќе се деси ако имаме 10 македонци, турци, не знам овако оно, кои што се врвни и еден албанец кој што е или треба ром да биде, да не ме сватат албанци, еве да биде ром. И сега треба да го достаеш него, ама тој има 5, не знам, оценка за тоа, раководно има 10. Ама сега сме изгласале да ги вработиме како национално. Зашто? Значи тие си измешани работи, ме разбираш? Еве кај нас со клуб. Јас сум си македонец, правам така. Алпер си ја води групата. Нема врска кој од каде е. Што има врска? Кој колку го потел газот, кој колку направил животот, кој колку допринел, кој колку се едуцирал, се остручил, вложил во себе, тој ќе биде на тоа место. Зашто? Заслужено. Никој нема да каже ништо. Се согласувам. Тоа го зборам. Тешко е пак човек, тешко е да фати некој правец, поготово млад човек, мислам дека е многу потешко. Па имате проблем со родителите, ги ти кажам, на пример, порано ние ако нешто не пришко што треба, од дома превен иде рестарт од саба или? Да, ама на вакви теми, например, тешко и родителите се да знаат како што го збориме, како да се постоиш у светот. Еве јас се бавам со јавна професија, се отвараат вакви теми, промени у светот, на кај да се приклучиме, нели тоа се многу поопштини теми од што моите родители се 60-та генерација. Ама пак може да ти каже, треба да му кажеш добар ден на комшија. Тоа апсолутно, тоа е ама го немаме тоа. Па може да ти каже направи го ова вака и вака, ова не е уво синко, вака треба го направиш. Немој бе синко, си фатил дечко, го носиш тука сега. Јас сум работел не знам каде на функција, со ми се смеат на работа. Пример ти кажу. Пошто у нашето општество се уште се гледа така. Се уште се гледа така. За жал. Не викам дека тоа добра работа, ама се уште се гледа така. И сега ти, како еден родител тебе да ти пружи, да ти направи нешто, ти даде пат, ако не е посветен на тебе. А не може да е посветен на тебе, пошто сега вие како генерација сте попаметни од родителите многу. Многу. Да речам, ние 1/3 од моја генерација, кој што пратиме, се бориме со вас и на тоа поле, па не можеш ти мене сега да ми кажуваш приказки, како е, што е, пошто ја го разбирам тоа, ја го чепкам, ја ме интересира, ја го правам. Генерацијски гледано, новите родители се Бог да чува. Зашто се Бог да чува? Еве ке мене го носи детето на тренинг, и нема само доверба, нема добро. Зависи дали го носи мајка или татко. Ево мајката се го носи. Знаете да му посетите многу не повлечено школо, не знам вамо, не знам. Ама ако може да не го удри некој, да не. Добро, вие знаете дека ја влеговте. Ова е школа за боречки вештини. Нормално е дека ќе го удри некој. И на фудбал да го однесеш ќе го удри некој, и на баскет да го однесеш ќе го удри некој. И се ние имаме, сакам да се направи ова, са таа мајка е така поставена кон детето во животот, така го брани, има едно, како да се викам, штит околу него, и сака да го израсне како што треба. Не може. Зашто? Ово сте го се снаоѓа. Еве, ние у наше време, например, јас да отидам у школо, морам да појдам низ 2 мала,
кај што има собрано, овие може да ми степат, овие може да ми степат, или да ме бркаат, или не знам што. Ја ќе кружам до школа. И ти секој ден се снаоѓаш, идеш, се враќаш, идеш, гледаш, правиш. Ти си степал, ти степали, идеш дома, па си се борел некако, си стварал некој механизам на она survival instinct имаш, разбираш? Си ги будел сега инстинктите. го немаш тоа. Сега го нема. Што му викаш на другарите? Ај брат, иди дома и ја кидам да се видиме. Идете вие дома на компјутер се гледате. А у друго време обратно беше. Ајде да се видим, дојди ми се тука да се видим. Беше по-механички, по-аналогно, ама функционира по-људски работите, по-човечки. Сега, еве нова генерација, вие, нова генерација на родители, нова општествена состојба, да кажам како е, не води у таа насока, не иде у таа насока. За жал не иде. Еве, тип, а побиме дека не е така. Порано еден се вработува и работи на тоа работно место цел живот. Сега еден човек у една година 5 работни места има. Зашто не му се свиѓа? Има Зашто? избор, да. Пошто има 10.000 места. Порано Скопје имало 100 места и секој се бори за тие 100 места да влезе. Сега не е така. И што барат не е лесно. Кај родителите исто овој проблем што го спомнавте веројатно е проблем нели за, ама тоа е често проблем е многу е тешко родителот веројатно треба тоа кај себе прво да го спознае, толку да работи на себе за да може да го препознае тоа дека можеби искуството на детето си е негово некој искуство што треба да го проживее, нели, да му пружи таа љубов на доверба и слично и да го пушти на тоа. Не е лесно. И ви, нели, вашата ќерка Даниела е скоро моја генерација, 20 години има. Исто, например, забележувам дека меѓу вас има често некои речки. Има. И, например, исто, нели, еве и од ваша перспектива, исто како например, кога ќе дое некој, кога ќе гости детето, кога нели не го пушта толку лесно во вашето искуство, веројатно вие го имате тој проблем да ја пуштите во незиното искуство како Не, ја ќе кажам на сега ве прави момент, буквално за многу работи, сум ги прифатил дека не треба да бидам јас како татко на, не знам, 50 години, така, пример, заврши средно. Кај ќе се запишеш? Пика не знам. Саш запишеш? Запишеш. Слушай, додморам една година, да не ја запишувам. Подмори. И се седиме дома со жена ме правиме муабет. И викам вака и вака, и викам не ја терам. Зашто? Еве ќе го заврши факултетот. И ќе магистерира. И што? Еве јас сум магистар. Знаеш дека сум магистар? Не знаеш. Никој дека не сум пишал, не сум кажал. А сум се утепал таму, сум бил 100 пати да учам, да полагам, тоа сум полагал со оценки, имам книга ќе ти донесам професорот со посвета, браво, најбољи, значи не сум отишол со 6, туку сум полагал. ДИФ? ДИФ имам завршено и магистрирав на ФОН за спортски менеджмент и тако беше. Ама сакам да ти кажам, еве јас како и викам, па добро, не се запиша. И ми вика други, кај се запиша Дани? Не се запиша. И како не се запиша? А што ако се запиша? Па знаеш школа треба оно, зашто треба? Не треба денеска. Еве кај мене да дојдеш да работиш, ја никад не сум го прашал никој што имаш завршен. Да го видам каков и колку му фаќа тоа главата, разбираш, ако го бива ќе го работа, ако не иде дома. Така да, еве тоа е една работа кај што сум привител дека е така. Еве имавме стан, го продававме станот, купив 2 помали. Сега има стан. Супер, да, ама знаеш што има обврска да плати струја, да го ичисти, да среди, да испегла, да испере, да направи зашто. Па тоа децата денеска го немаат. Ако си ти дома, сега кај тато и кај мамо до 40 години, ништо не напипнеш. Преми за женско и за мажко муавет. Кога си сам ке мора. Еве ние кога сме учеле у полициско 4 години, мораш да станеш, да наместиш кревет, да здиплиш, ме разбираш? Мораш. Сакал неќе, денеска ми останало тоа. Еве денеска пример ќе седнам на маса и 3-4 работи ми се расфрлени, ја ќе ги наместам по некоја шема да ми стојат, да ми видат скоцкасти, да ми у сала влегувам, кога ќе влезам у сала, дали сум кисел од аеродром, и одма влегувам, одма ги гледам 10 аномалии на Кико, дојди вам. Они не ги гледаат, они поминува покрај не го гледаат. Зашто? Па таа моќ на запазување е она ти што ми го спомна преска, зашто во бизнисот си успешен, затоа што гледаш некои работи што нормален човек не ги гледа. Тоа што ние тренирање инстинкти. Еве задниве да кажам месец дена имаме една тема во главата, една работа која што е фокус. Фокус у живот, фокус на тренинг, фокус у бизнис, фокус ова, фокус она. Еве ќе ти кажам еден класичен пример. Поминуваш негде, не знам, 20 години поминуваш 20 години еден ден и викаш, ај, од каде во оваа куќа тука, првата гледам. А таму поминуваш секој ден. Зашто? Фокус и нема. Или кога ќе имаш фокус, кога ќе купиш некој
да би не купуваш таа некоја, не знам, црвена Toyota Corolla, саки ги приметеш сите црвени Toyota Corolla во Скопје. Иначе немаш да гледаш. Што е тоа? Фокус. Исто и на тренинг. Фокус. Исто и у животот сум се фокусирал. Кај нас, например, што е добра работа кога си тренер? На детето 6 години мора да му се симнеш на 6 години, на Џоле мора да му на 25 години, на овој на 30 години, да се прилагодиш. Кога ќе се прилагодиш, така ти буквално имаш интеракција кој што треба. Така си правиме јас и ти муабет на 25 години. И може да си правиме 25 години. Ама ја ако цело време сум 50 години, ти си 25, проблем. Тоа е проблем кај родителите. Дома сега што ти се и твоја генерација, или не знам, тука е проблемот. Јас сум сам. Сам си, да, затоа што родителиве, сум толку мал веќе за дома. Родителиве сакаат да придонесат на децава вака да бидат. Децава викат не, тоа е за останато, вака треба да биде и цело време имаш конфликт. Тука мора да има малку, за да има некоја граница за да се изеднечат некои работи. Се отворивме доста вака малце и филозофија и општествени теми, маку убаво е секој му така да си почне да си нели малце да размениме мислења на некои теми. Тоа што ме интересира сега е една тема што упораст, тоа е борењето, се ММА и спортот. Вие сте председател, ако не се лажам, на македонскиот ММА и Сојуз. Федерација. Сојуз е Сојуз да направи кој сака, да. Да, федерација, значи ние имаме федерација. Од капа на државата, под Министерството за спорт. 5-6 држави во Европа сме што има федерација. Да. И тоа е одлично. Што ме интересира сега да се вратам на таа тема, малце да размрдаме, ме интересира таа историја на борење кај нас, малце да ми фатите за тоа. Сега имаме борци, го имаме ние Марко, го имаме Дани, претходно Стефан, имаме луѓе што се борат и уште 10 на 15 други, оваа Strongest генерација. Ме интересира првата асоциација на борец у вашата глава која е? Мислим у Македонија. Ајде може и на светско ме интересира, например, кој ви е вака некој борец кој е бил инспирација. Да речем, вие веројатно со тоа сте почнувале 90-ти години, ако не се лажам. Кога почнувам у тоа време имаше ММА, идеше UFC тогаш, ама не беше така распространето како сега. Далеку беше тоа, па немаше пренос, па треба да бараш овона. Да речем, најголема популаризација тука направи Евроспорт, кога почна тогаш Евроспорт. Имаше К1, иде уживо и тоаш беа борбите. Тоа е време на К1. Да. И претежно тоа време тука во Македонија и сите ги гледаат тие борби затоа што беа достапни. Овие борби не беа достапни. Се уште беа сурови, не ги даваа на телевизија, беа као, кажам као порнографија, ме разбираш, значи буквално не можеш да направиш, тоа беше мизерно, тоа беше сурово. Сега веќе денеска премина како спорт, мада ќе кажам у Америка спортот е ентертејмент, таму го развија до максимум, значи до максимум. Па и на Балкан ја гледаме ФНЦ што при. Да, влезе еве ќе ти на Netflix, Джина Карано и на ФНЦ не видите утре. Во Белград. Нема да можам да идам затоа што имам ADCC, имаме турнир традиционален, морам да сум тука. Баш со Форгач правевме муаве, вика ќе дојдеш ли Белград? За жал не можам да дојдам. А добри, првши пат беше фантазија, 20.000 имаше. Беше лудница. Ја баш ве видов на Бојковиќ Јаничич. Да. Бевте со Данис. Да. Сега сакав да идам пак, ама не можам да ги погодам истите. Али Лука Николич, председателот на Српската ММА федерација, ми прати линк, земавме карти за UFC на 1 август у Белград, таму ќе идеме. Одам јас. Да, супер. И денес се пушта, утре се пуштаат у 10 за сите картите. Па не знам, ваќа денеска ќе добиеме кој на кое место е, пошто они сега само прибираат, па ќе ги складираат и да видиме кај ќе испадне и од утре почнуваат. Ја мислам ќе се продае за еден ден све. Ќе видиме голема капацитета, зависи од цените. Не знам кои се цените. Се збори најефтините од 50 евро. 44, ја ги ти кажам цените. Ми стигна сите. 44 евра се најгорните редови. Прстенот? Најгоре. Последниот тој прстен, што обично го пушта. 5.9, па има 5.8, па 70, 100, 110 од 20 и 629 евра околу кафезот. Партерот. Да, така се карти. А VIP трибината например која цена? На ФНЦ сега мислам 100 ти. Нема да има VIP, овдека у UFC се према прстени. Колку си поблиску си, толку поскапо плаќаш. Ги има таму они стари, ги има поделено, да не ме разбереш погрешно. Ги има поделено, ама на некоја позиција доле кај што си на партер. Кај што излегуваат борците, таа се вика VIP трибина. Таа е секогаш. Или можеш да опипнеш да го видиш за тоа е целата работа, али ќе направат многу добра работа. Многу добра. А знаеш зашто добро земеме добро? Пример еве са на Netflix идеше. Не беа борбите бог знае што, значи тоа беа борби што да кажам луѓе што биле па ги враќаат назад. Да, за Енгану, за Линс. Да, ова траеше, пази, 15 секунди траеше, дури беше смешна поише него, барем да имаше 2 минути рунда, да имаше нешто. Да мавнеше джин еднаш, барем да мавнеш. Она не се такмичала 17 години.
Ама сакам да кажам влезе секдека. Јаш у публика глумци, музичари, познати личности овона. Кај нас овдека се на 24 октомври преме ФНЦ, исто ќе биде за Македонија научна фантастика. Спектакл ќе биде. Значи научна фантастика ти кажам, пошто дечки во ФНЦ беа, дојдоа 7-8 души, беше Форги, беше Дроба, Цанте, доле се влегува од трибини, секој се работи својата Тоа е работа. сериозна организација, многу. Многу. И секој чест да се шо Премногу ние и Армада ја направивме добро, значи помина супер организацијски, беше супер. Бев, да. Се беше како што се договоривме, значи ја направивме баш by the book, а ова што го видов сега припремно е многу друг левел, затоа што е сосем друго, како да кажам. И сега да се вратиме на борци, многу ме интересира таа прва асоциација за борци тоа време, кои борци се? Па тоа у тоа време Бадр мене ми Хари, беа веројатно. да кажам Уште еве не интересни. Мирко Крока беше од тоа време. Ернесто Реми исто. Боњаски беше од тоа време. Ернесто Хуст од тоа време. Жерон Левонер од тоа време. Алистер Овери. Оверем од тоа време. Игнашева го памтиш оној исто Не го знам. Алекси Игнашев имаше. Значи тие беа Тоа се кај борци. да, тоа беа фајтери и тоа беа у тоа време да кажам. ММА ерава, пази, и 2012 година која формира IMMF, да кажам на светско ниво, се уште беше така. Да кажам ја, некоја експанзија на ММА има после коронава, да кажам. Имаше и претходно, не дека нема. Не дека нема Првата турнир. експанзија после Мегрегор, втората после короната. Па да. Значи имаше и претходно, ама после ова веќе влезе буквално секдека, зашо маркетиншки UFC го пикна секдека, да кажам, како евент. У секој дел од светов се одржа нешто, ме разбираш? И имаше кога немаше ништо, имаше УФЦ. Тоа помогна многу. па Бидејќи и- цел свет беше нели под заклучен, Они а правеа UFC у на Лас Yes Вегас. Island, да. Не на Абу Даби. И Абу Даби правеа, Да. пошто таму имаше други закони. Таму немаше корона, само кај нас имаше Го корона. преселија тоа време, нели цело време на островот и сите таму. Али јако го тераат маркетиншки у секој, еве сега BJJ го зема како BJJ, да биде тоа и тоа, не знам, значи буквално прават некоја приказка, ти гледај од Power Slap, од шамари удирање го направи И тоа ќе го атракција. има у Белград, 31. Да, го направи атракција. Мене ми е тоа глупо искрено. Ама атракција, пази, тебе ти е глупо, а народ му интересно. Ќе даде пари да дојде некој, да види некој, значи еве сега гледај, на Инстаграм си победил, си освоил медаља, ќе ти стават лајкче ово она, ти имаш 1000-2000. Ќе дојде некој девојка газот ќе го покаже, 1 милион има. Разбираш? Ти си направил животот нешто. Таа ништо не направил. Ама така функционира. И сега кога го тераш ти спортов, за да го развиеш вака, спортски ништо нема да направиш. Мора да иде маркетиншки. За да може маркетингот да си ја направи работата, па после овие што ќе се тепаат унатре, ме разбираш, да тоа е земат друга приказна. 100 милиона, 200 милиона. Зашто? Затоа што стварно вреда, тие кршат вилици овон. Ти порано Стефанко се бореше, на пример, идеме на СБЦ, 300 евра беше премијата. Профи ово на све и патот и хотелот. Толку беше премијата. И тоа беше научна фантастика. Сега ја добива 3, 4, 5, 20, 30, 50 бонус. Се од колку почнуваат борби на пример? Што мислите? Зависи, не. Па зависи од борбата, 300-400 евра па нагоре, зависи кој како. И ФНЦ? Такви А не, у ФНЦ друго е. У ФНЦ е друго, геј. Например, ми се од луѓе од Македонија, овој да го ставиш, овој да го ставиш, абе луѓе. Не е ФНЦ, не Ивица. Да, има ростер подпишан. Значи си има таму направено. Што вика Форги, не можам ни ја да кажам нека, затоа што овој сум го пуштил 3 пати, требаше 2 пати, немам време, морам да го ставам. Има договор. Ќе го ставам у Скопје, имам договор. Не можам да го ставам тој. Така за Армада бевме. Мене не ме сакаш, не си ме ставил, овој го сакаш, си го ставил. Значи не е тоа така. Се не си отерува македонското, ама више претходно се нервирав, да ти кажам, сега гледам дека народов е многу поглуп за некои работи. Некој збори одинат, некој што е стварно глупав, што не разбира, и све мисли дека некој против него нешто има, секој мисли дека некој сака да му направи некој. Нема врска, едноставно така си функционираат. Еве на UFC влези, ај сте го Џолија Сивица се бори. Абе не може така, зашто? Па си има некој правило. ФНЦ сигурно па не функционира. Па нема Ама ни си. веројатно се подобри премиите, борците да може да живеат, Многу. тоа предпоставам над Па 3000 многу. се. Да Он си речеме. планира да се бори, си земе пари. Од тие пари живе. И се ти Мислам, факт знам е, дека зимата, еве се Александар Илич се бори за 100.000, нели? Тоа е веќе сериозна цифра. две локални звезди да ставиш, да се борат. Ти се Ја имаше 150.000. таков еден евент у Македонија пред години, Кикбокс се бори во еден град у Македонија. Цела сала се напа 5.000 души. А за кај нас борите? Да. Зашто? Бе интересно. Двајца се борат. Наши. Значи Локално. интересно. Сега ние овдека го тераме у поише насоки. Например, планираме да направиме наредна година дека да стартуваме со некои интернационални турнири наши,
Сега правиме некои договори со една помоќна компанија тука, пошто без пари нема ништо се разбере. Да го истераме тоа, за да можеме да го дигнеме малку левел ап, да му направиме на овој спорт тука, да може од тука да почне да има посериозни борци, за да може да работиме. Збориме за прајање македонска организација? Да направиме тука турнир, може ќе биде соработка со некој турнир, може ќе биде еве со БФЛ, на пример, се договорив со дечко еден од Србија. Божа Троугава, значи дечко тој е шампион топ, си ја работи работата со него, договараме нешто да направиме тука. Ево они прават се аматерски, професионални пријателиве мои од МФЦ исто Црна Гора прават. Има простор сигурно. Да. Значи правиме нешто и сега кој ќе почне да ги правиме овие турнири, буквално имаме соработка. Доаѓаат тој, да можеме тука да направиме, да го дигнеме нивото. Да може народ да види дека тоа не знам, спорт ваков, спорт таков страшен, не знам. И ФНЦ ќе направи тоа највеќе, после октомври, после тоа ќе се отвори пазар. Па има са Викингс го прават, они јуни имаат као. Зборам кај нас кој ќе направат 25 октомври. Да, после пази, тоа ќе се отвори пазарот. Пази. И после Армада. Ќе видат спонзорите. Македонија видоа сите. Вика, пошто знаеш што се, сега ќе ти кажам за Армада. Памтиш дека првата борба на Марко по трибина не беше влезен. Зашто? Па македонче е научено, вика од 8 почнува, гаранту 9 ќе почнат. Да. И си доаѓа 8,5. И завршивте, да. Нема 8:00 пишува, да. Абе ја мислев дека ќе почнете, па ти мислам. Не си видел 3 борби. И луѓето ради тоа не доаѓа, дојдоа покасно малку и после се напуни ваквото. За жал, затоа што се научени. Сега дека ќе што се по-профи организации, се знае како иде, што иде. Па има pay-per-view, па има уживо пренос. Значи, треба си испоштува друго ниво. Све што треба. Да, друго ниво, буквално друго ниво ќе биде. Сега ме интересира првата асоциација за борци кај нас тука, во кое време, кој важеа тука за најаки луѓе за. Но не знам таа историја воопште и ме интересира да ми ја кажете. Па нема у тоа време, на времето на пример ММА се такмичеше, вежбаше горе. Борец, веројатно има и боксери, К1 тука влегува ММА. У Македонија? Да. Кој беше име? Нема на времето, гледај, на времето знаеш како беше тие што работеа по врат и беа каратисти. И тие каратистите беа познати фаци. Еве Томи Ли ми е другарче, пријател ми денеска. Он работеше по вративе и он беше фаца затоа што у тоа време и каратето како карате не беше како денеска. Баш идеа на борби на оно и беа баш спремни момци, не беа да речам ката, па прави не знам ова, па нема контакт, значи беа на друг левел беше. И во општеството наше Скопје, на пример, тоа важеше. И каратиста е него тебе, или боксер е него тебе. Не го закачи. У тоа време така беше. И сега после понавага почна да речам, не знам, бокс, кикбокс, еве, не знам, Милер истински се такмичеше тогаш. У кикбокс, кој беше друг. После тоа нели Димитар почна, Георгиев, не знам овие. И имаше некој Зоги, на пример, тренеров мој. Таа година се такмичеше, беше втор на вице шампион на Европа, беше у Белград. У победи Русинов што потепа пола Русија. Ете тогаш направија некои успеси. Нашиот исто од клуб отидоа у Италија, имаше некој турнир што земаа прво второ на европско или на светско беше, не памтам, тоа пред 20 нешто години беше. Значи у тоа време така се формира работи. Например, овој вежбал кунг-фу, тој е опасен, страшен, не знам ова, ама не е спорт. Овој се формирал така, овој не знам, не овој. На муабет беше. Да. А за ММА, како ММА, имаше некои почетоци, се правеа некои работи, ама еве денеска не е постигнато ништо од тоа време да речеш да почнало и да тера, ме разбираш. Ја ќе ти кажам се една жива вистина. Првиот ММА борец кај нас? Како? Првиот ММА? Ја што знам Гоце Сандовски од Скопје. Ја што знам од тоа време, он беше не знам горе во Холандија, па нешто вежбаше, па дојде тука. Еве иако него го гледав на еден подкаст у Белград, еве Гоце ми е пријател, го прашуваат у Македонија има ли ММА, не знам. Има ли вакво, не знам. И му вика водителов, аби има една мала девојчица победила, не знам ништо. Значи он буквално денеска, ако бил прв и оној ММА фајтер у Македонија и да не знае у Македонија кој што освоил, како освоил, тебе не ти интересира тоа, ти си ван тоа. Така? Или не кеш да кажеш дека има. Еве ја ќе кажам, у тоа време Гоце Сандовски беше кој што правеше првите, да кажам, ММА борби, па беше Гоце од Гостивар исто се такмичеше и не знам уште кој беше. Од кај нас првите што почнаа да се такмичат беше у Неготино, имаше еден турнир, еден кинес, еден преварант, не знам како си гаше Кейсон или не знам, он правеше некои турнири уште тогаш, па се изгуби после. Се бореа Никола Кинес. Петрески, да. Кинес, па го прашам нели си кинес, па он бил јапонец, па викам како си јапонец и кинес, па поп мајка и па татко.
оваа банка ми дае пари, значи да не ти кажам приказки, книга можам да напишам за него. Заврши турнирот и си изгуби човекот. Никола Петрески, Бојан Христоски беа у тоа време, се борија. Никола победи, а Бојан изгуби од кого изгуби? Од Гоце изгуби од Гостивар. У тоа време. Па после имаше, немаше, па Стефан почна, па не знам, други имавме кои што се такмичеа, па генерацијски, ама пак ќе кажам, не е спорт како спорт да има премија, да има пари, да остане. Доставно се бореа, како да ти кажам, од кејф. Не беше тоа. Сега ние да. Сега пример, да отиде Дани да скочи договор со некој да каже еве ти се на 20-30 евра на годишно ниво, ти само вежбај, друга прича. Друга математика. Еве со Марко и со Дани Они зема стипендии? Зема од министерство, зема по нешто, Дани зема, Марко не зема, Марко нешто дава, не дава, пошто ке жениве малку е пошто е, пази, нема, и е малку по, да кажем, привилегирано, ке мачки буквално треба да се избори, затоа што... Они освоија европско двајцата, така? Да. Они освоија европско, Дани освои трето на светско, и претходно освои трето на светско, прво беше второ на европско, и сега беше прво на европско. Армада тука победи, од тогаш немаме борби, правиме санација на коленото, има некој проблем, не со едното, со двете колена. Па затоа дававме еден малку фазла период да видиме да ги опоравиме. И се надевам дека би било добро да се бори, да кажем, на ФНЦ Скопје, ако се договориме со Форги да видиме. ФНЦ обично не дава семипро, треба тој исклучок да го направи. Да, ама пази сега, кога они се развиваат во одреден регион, кај што е неразвиен како што е нашиот, буквално мора да допреш до некој. А про, например, има опција да отиде? Како? Да отиде про. Има, знаеш што е? Професионално, иначе се дели тоа во име аматерски и професионално. Па не за кај, да, пази, другата година веќе морам да ставам про. Затоа што не може да нам противник. Еве са Божа од Троуга овој што од БФЛ, са пред него да ме пушти порака, вика брат, цела Европа и попреку и напреку не може да нам противник. Неќе никој стегничи. Зашто ќе види на интернет не сака. Не сака да да. Е, јака аматерска кариера. Да, и се ние треба да бараме од не знам од каде. Кој ќе влезе у про е малку друго. Па има и премии, па има и пари, па вика некој да изгубам, барем ќе земам пари нешто. Пошто за аматерски нема многу пари, ме разбираш? И не сека никој да го прави тоа. И од доаѓа само светското и европското. Као некој тип на такмичење што е. Што е, ајде кажам, окей. Еве сега нас ни се погаѓа 24 октомври ФНЦ Скопје, 1 ноември почнува светско у Грузија. И сега не знам што да правам. Кај да идем што да правам. Ако најдеме за ФНЦ, ќе остане ФНЦ, ако не најдеме, ќе идеме на светско. Значи може и профи да оди. Па да, ќе видиме, да. Еве ние полека се спремаме за тоа. Почнавме лакти, малку поише, почнавме други работи, пошто пази у профи има многу работи што се различни од аматерско. Има лакти, има колено, не колена има. Па прва работа што е 3 по 5. Не е 3 по 3. Тоа е прва работа. Мали ракавици? Добро, уи семи пројма мали ракавици. Ама пак се на армада, не, мали ракавици. А да, сега Марко мали беа. Во дека на армада се тепа со како спаринг. Не, мали беа. На армада беа мали. Армада имаше колено глава дури. Армада само лакти немаше. Значи буквално не беше толку од профи да кажам правилот. И за полека ние мора да се спремаме таму затоа што не може да немам противник. Не може да немам противник, еве едно ми откажа, друго ми откажа, требаше да се бори на 3 мај у Австрија. Требаше исто не може да најдат противник. Требаше на БФЛ, исто не може да најдат противник, едноставно немаме противници. Мора да правиме нешто различно за да направиме нешто. Исто Марко да го спомнем, Марко сега направи победа на МФЦ претходната сабота. Напари Марко се поправи. Беше поентата да се поправи малку. Само со коучот забега. Ама му рекол тренерот да јадеш ова, он го јадел изгледа и тоа неговото заедно. И тука се бореше на 84, а ваму баравме борба, Австрија, па со тој што требаше да се бори Марко као се повредил, не знам, зглобот, ни откажаа борбата. Па најдовме на МФЦ, ама на МФЦ, пошто немаше кој како, се договоривме да се бори со 1 на 110. Тој беше 116 кила, симнуваше. А Марко беше 107, да ти кажам. 107 качи напред. Да. Многу качи килажа. Па гјаше и на самото мерење како беа, овој беше по-огромен, да кажам, овој беше помалецак. Овој беше 2 метра. Да, ама скоро, добро, си ја заврши борба, дека што се договаравме, стратегијата си ја спроведе, си направи.
Ние си имаме квалитети како школа и услови имате и све. Поентата дека нас да има многу поише турнири. Значи јас сакам од наредна година 2 пати годишно да има турнири, да има аматерски, да има професионални. Во аматерските буквално ќе опогониме целиот регион да си дојде, да си се такмичат, да може да работиме. Пази, јас сакам да работам и ти да ги видиш ефектите. Не сакам да бидам како македонче што е некој само да ломоти и да кажува и да не знам што требало, а ништо не прави. Ме разбираш, значи буквално сакам ние, еве го сработивме, го направивме, еве го, дај да направиме. Еве за не се докажав преска, до пред 3 години ја групата за ММ буквално ја оставив на автопилот. 15 години дигнав рака. Политики у државата. Овој не дава, овој направил, пишал статутот, не можело ММ, овој вака попара. Ја дигнав раце. И пред 3 години ми се јавија, не пред 3 години, пред 3 години почнав да такмичиме, пред 2 години ми се јавија од Србија, па со председателот на ММФ, па молим те влезете вие, ме натераа некако, влеговме во таа светска федерација, да кажам некој начин, да имаме легитимитет. Па еве сега Лука го избра да биде европски председател, па треба да идам до Белград да потпишам, Македонија ќе биде еден од основачите на европскава, да кажам, еве да ги даеме малку поише на овој дел од планетава значење, за да може да направиме нешто, ама мора да направиме. Пошто во Македонија резултати, да. Што мислиш колку кафе има во Македонија? 0. 2 има Велес и Гостивар. И едниот и другиот се више кај си искривени даски, кај е размонтиран кафе, нема кафе во Македонија. Значи нема. Како можеш ти да модерен. играш фудбал во Македонија ако немаш терен за фудбал? Еве се собирам некој динар да направам еден кафес, мислам дека крајот на август ќе биде готов, профи. Значи професионален со кетвок, со све што треба да биде. За здравје Боже, после тоа да може да направиме некој отворен турнир. Значи да има преку денот аматерски турнир како што беше ЛМФЦ или како што е на БФЛ, тој моментен добар и вечерта да има профи борби, да ги организираме тоа да отиде на арена, да отиде со публики, со мулики, со Се арена влегува во Македонија, веројатно знаете. Кој? Арена. Да влезе на Македонија. Да, ама сега почнува, мислам дека студија прави. Аха. Не е бевме до сега српската имавме, така? Да, српски коментатори. Ама сега има македонски Супер, прв пат. супер, Влегува сега баш тоа е месец. Супер, ако тоа биде, буквално имаме, јас со луѓето си имам соработка, си соработувам, супер се, топс. Ама сега да имаме, македонска верзија. верзија. Човек што може да ве спои. Да, не, ама геј, ние горе идеме сега на разни турнири по Србија, по тие се луѓето, доаѓаат носно, се гледаме, се знаеме. Од водители, од водителки нивни, од интервју, од она, се гледаме. Ево Поготово за овој спорт се неколку луѓе сам. Да, беа на светски, на европски, на цело време, они го пренесува. Например, европското првенство сачуваш во Белград, 5 кафези, 5 канали уживо иде, ме разбираш, значи си направија топ. И се луѓето се таму, знаат за Македонија како и што е. Еве во Македонија, например, се дешава, Форги вика, се јавив кај тебе, знам во Македонија ти и некој друг. Ме разбираш зашто? Па си направил животот нешто. Ти направил животот нешто, па дојди на овој, па да речат браво Ладо ти. Кај нас во Македонија е ти не чиниш, ти си ваков, ти не ме сакаш. Ти ми правиш зина, ти ми правиш. Ти што направи? Па ништо си плачам, си зборам цел ден. Тоа е проблемот кај нас. Еве се надам ќе се смени нешто, затоа ние работиме да се смени нешто. Ќе се смени, еве сега едно подкаст ќе направиме, друг ќе направиме, на телевизија, реклама, освоена медаља, турнирот. Ја мислам дека после ФНЦ Скопје ќе се смени. Сигурно, прво е УФЦ ќе смени многу, пошто ќе направи маркетинг за цел Балкан. Па за тоа за се да се смени треба многу пари. А тие пари ги има ФНЦ. Пази, и време треба. Ама треба и пари во маркетинг, што не може, например, Армада немаше можност да ги вложи тие средства, тоа ниво на продукција за да допре до рандом луѓе, например, за жал. Факт е, пази, помала промоција е, помалку средства се. Пак се пари и продукција, нели? Продукција е пари, маркетинг. УФЦ исто. Ама гледа се што е убаво, например, од една фирма која што е спонзор у Белград, да речам, таа фирма и у Белград дава 100.000 евра, не знам, 200.000 евра, у Македонија викаме 50 ни треба. 50. Ќе направиме. За нас е тоа премногу, за нив е тоа помалку. Ама ефектот е добар. Сега треба тука да го изменаџирам тоа убаво. Пази, колку работи да правиш у Македонија, да ги тераш народ, да ги менаџираш, пак има некој што ќе кажува дека ти не чиниш, дека треба вака да го направиш. Ја кажувам, збориш со мене, дојди со мене, седни, ќе идеме заедно, да направиме заедно. Еве за жал, знаеш колку бараме да вежбаме, да ги спремаме нашите борци. Вртиш на еден клуб, немој овој ќе се љути. Ајде да дојдеме да правиме спаринзи митра. Немој, не можам вака. Си го неаме она, да кажам, таа боречка сплотеност за да успееме заедно.
Например, сега да дојде некој од клуб од друга страна, не знам, и не мора да е ММА. Да, запознаен сум, мислам, со ситуацијата. Да вежбаме заедно да може тоа. Кај нас го немаме тоа. Да. И не функционира. Веројатно ќе се направи некој чекор. Да натака. Да, знаеш што е проблемот? Јас сега пази, работам, ама се сум изморен некако од македонскиве глупости, ме разбираш? Значи тепкаме, правиме, ама све нешто вака, све нешто чини, све нешто не чини, све нешто ќе ти кажува како треба, а ништо не направил. И се претпоставувам дека ќе имам уште енергија да го тоа терам, пошто тоа, пази, до ден денес еве тоа нема пари у тоа. Само глава си имаш. Еве имам европско првенство у Београд. Са не тој некој паметен од Македонија да дојде, да влезе у федерација, да си регистрира клуб, да си биде дел од федерација и да отиде на европско првенство. Македонска работа, нашите врски се јавиле у светската федерација. Да доеме ние стекмичимо у Београд. Кај сте од Македонија? Па таму имат, со него знаеш. Ме разбираш дека може да отидеме. И ти треба да соработуваш со тој. Како да соработуваш? Он не разбира дека си има систем, дека ти треба држава, па државата прати па да отидеш. Не имам пари, ќе отидам. Не можеш да отидеш. Не знам, многу сме мали, веројатно и сами сакаме да се кочиме и тоа не е проблем на секое поле. Ама претпоставам дека ќе се промениме. И не ни останува ништо друго. Преска на првиот момент може да се вратиме или ќе се качиме на промената или на стагнацијата и тоа ќе не поништи скроз. Така што нема пет опции, има две опции. Бизнисот, например, ја и ти сме конкуренти, да кажем. Ама има, да речам, 3 работи, 5 работи што не засекаат заедно. И за бизнисот се седуваме на маса и правиме муабет. Еве јас имавме некој проблем со суплементиве со шопоеве, имавме некој проблем, седнавме со тие што си конкуренција. Немам проблем. Ајде да видиме, ова не засега сите. Ајде да го решиме. Го решаваме, го решивме, другиот ден, па се фатија врат за врат. Ама сакам да ти кажам, седнавме го решивме. У спортов е исто. У спортов си седнеш да видиме што може да направим паметно за Македонија. Ај вака да направим. Ај вака да направим, ај онака да направим. Значи може да се седне, има капацитет тука, пази. Има. Ама све, еве на пример, тренер за боречки вештини. По Македонија, па секој све знае, па ти не можеш да му кажеш на него. Ти си сведок кај нас у клуб. Ја доаѓам, не емеме, така? Часов кој го води? Стефан Пецев. Стефан. Доаѓам на биџеџи. Часот кој го води? Горас го води. Доаѓам на кик, Алпер го води. Доаѓам Затко кој го води некад и со Затко работа. Што сум ја? Ученик си седам таму, зашто? Да го видам што работи, како работи. Го немаме кај тренерите тоа. Тоа е нај. Зашто да биде така? Треба да дозволи секој, па да, тоа е проблем, веројатно и генерацијски тука се кршат работи, тешко е старите да отстапат на младите. Еве кај нас го има тој случај, Стефан нели води тоа и други млади има и треба се повеќе. Ама треба да се охрабруваат и знаете секој некојаш и у старите е проблемот, не е. Ја не паѓам у несвест, дека го води. Знаеш бољи од тебе, бољи. А овој бољи од тебе, бољи. Пази, у секој сегмент секој си е подобар. Са он го разбира, граплингот му влегол, ово она. Може стендап и ова, има време. А мога го разбира, му влегол, секој ден тоа прави. Океј, стоп. Дај ќучимо од тебе. Го развлегол таму, куки, муки, деларива, не знам она. Цел ден е на интернет, вежба, прави у сала 6 тренинга. Дај ќучимо од тебе, нема врска. Јас сум црн, ти си кафев, нема врска. Ти доаѓаш да вежбаш, јас сум тренер. Ја ти кажувам, вака треба, така треба. Ама не бе, јас со тебе правам спаринг. И ти сега ќе правиш со другарите му што ќе кажеш, тренеров? Не бе, патали го. Ти што ќе кажеш? Не бе, како? Па кој ти е тренер? Па Стефан, па тој ако те фати. Па кој ти е друг? Па Марко ако те... Значи тоа нема крај, ама таа е реалноста. Тука нема приказки, колку знам, колку не знам. Така, да. Ја и ти идеме и тераме. И тоа е, мислам, и начинот на кој се вежба, например, за разлика, може од порано, јас претходно имав исто кратко идено, сега е многу различно, например, како се пристапува. Знаеш зашто е многу различно? Затоа што ја менјаме од ден на ден концептот го менјаме. И животот е исто. Јас до вчера сум бил Ивица. Денеска станувам Савајле. Друга верзија, да. Друга верзија на Ивица. Ивица апдейт 2.0. Па тоа што збориме промената, само таа е вечна, друго се е пролазно. Ама мора да има промена. Знаеш кај луѓето што е само проблем? Само тоа е вечно. Што живеат у Калап. Што е Калап? Станува Савајле, си иде на работа, дошло 11, ќе си купи геврече, ќе си касти, ќе си дома, ќе си легне, ќе си стане, ќе си оди у кладилница, ќе си доја дома, ќе опне на раки една салата, ќе пушти фудбал, ќе пцуе пола сат по
играчеве што утнал на спортски, тоа е тоа. И секој ден. И калап. И како ме добро. Како е на работа, супер, брат. То платиш ке има. Фамилија, фала Богу, живи, здрави и добри. Пријавен. Пријавен. Детето сами се вработи, не знам, таму, топ. Тоа е тоа проблем. Треба да има промена. Ама ти да сакаш да се промениш. Јас сега можев да го предам исто пред 100 години? Не. Еве сега ти кажам. До пред 4-5 години што сме вежбале добри, ама сме имале еден тон глупости. Што сме ги вежбале. Сега кој им зборам на овие мои ученици од порано некогона, не ме разбира што му зборам. Затоа што е сменето. Еве ти гарантирам за година дена да вежбаш пак да дојдеш за година дена. Ќе речеш ова сосем друго се. Да, некојаш и пристапот кој ќе се намести после нели полесно се надоградува, полесно оди у добар правец. Сега моментално за тие што ги интересира, баш на високо ниво се работиме, дури со потеве, например, јас сум некој нели колку време вежбаш? Сега вториот година сум сега точно у јуни. Уште не е јуни, така што уште не е година, ама година. Ама си многу конкретен у тоа што го правиш. Да. Нема приказки, ај саки ти направам ова ги да. Изборам нивото на сега некој има моторички особини различни, јас доста можеби седам, работата ми е таква, нервниот систем различно функционира, бизнис лично, нели какво си тој избор има тренинг, каква моторика имаш, ти работи влијат. Не сум борец, ама нивото на разбирање на позиции, на тоа многу се работи на високо ниво. Например, да можеш да го разбереш, нели, утре да препознаеш кај, например, кога гледаш или слично, сега може ти нема да бидеш тој, ама можеш доста да навлезеш у темата, тоа е сршта на се, да научиш. Разбереш. И најдобрата секако. Тоа ќе биде како нема да бидеш како мене. Или како Стефан или како Марко, ама за тебе. Да. Како на Марс да си одиш. Бидејќи се вежба на тој начин кај што стварно се разбираат работи суштински, не е како финта, нели не се оди на финта, него е на апдейт, правиме буквално, правиме апдейт. Методологија, цел метод да го сватиш. Тоа што треба да го сватиш за да го совладаш некој за, нели там малце поголема филозофија има тоа сега, нели многу работи се уклучени. Еве јас со еден човек правам тука моја друга вештина. Му кажувам дека сме сменили на тренинг, викам тоа што се сменили, викам па вака и вака. И само кажувам, џабе да му зборам да ме разбере. Му зборам и гледам дека на крај не ме разбира. Не ме разбира затоа што не е тоа процес да ти го објаснам со два збора и ти да го разбереш. Тоа е процес да дојдеш да го работиш, да го гледаш, па секој ден помалку да речеш, ме разбираш? Секој ден да имаш нешто едно, кај што ти си нешто си фатил. Вчера со Давид се бориме, заврши тренинг, викам дој ти покажам нешто, се и тука да ти објаснам нешто. И му објаснуваме на работа. Ја викам, да бе. Ова си го зборал пред 2 години, јас сум го заборил. Да. Еве са брейнсторм, бап. И цела игра ќе му се смени. Зашто? Ето тој момент. Дошол. Ама па се враќаме опишто, што прави? Константност, секој ден доаѓа, упорност, се труди. Не може да нема. Не може да нема. Тешко е да нема резултати. Офативме доста работи, 75 минути скоро. Да. Близо пролетаа некако. Не знам точно што се спомнавме. Ајде може да завршиме со ФН за Скопје, дали спомнавме за македонски борци, некој карт како би изгледал тоа, нешто да откриеме што можеме. Или како би го замислиле? Кажам, али тоа не мора да биде финално. Значи знам дека со Ален Намедовски е постигнат договор, тој ќе дојде. Бивши борец на ШУФЦ, единствен што сме го имале. Тој ќе дојде. Он е од Гостивар, ако не се лажам. Гостивар во Италија живее, Италија работи, Италија вежба. Гостивар или Дебар, не знам. Дебар. Дебар. Гого треба да се бори во на ФНЦ исто. На Горијан Славец. Да. Би сакал да се борат и Стевче и Марко и Дани. Значи ја пратив, кажав, сега таму имаат мечмейкери кои што одлучуваат. Буквално да видиме. Стефан ќе биде добро да се бори, има доста у негова категорија. Да, он се нема одамна борено, да ти кажам искрено, он има желба да направи последна борба. Друго е кога правиш пауза, друго е кога вежбаш, друго ти го се спремаш. Значи многу различно е. Ќе видиме са луѓе што ќе кажат, како ќе кажат, пошто и што ако се такмичи тој што ќе се бори со него, ќе биде некој што е добар, некој што е. Да, сигурно. Затоа што он има направено контракти на толку и на толку мора да се бори, така да ќе биде саглам. И сега да видиме од овие другиве, да видиме кој може они да стават плюс минус да биде интересно. Знам дека ќе донесат некоја звезда од Србија кој што ќе биде добра борба, нешто да биде интересно. Значи ќе го направат да биде добро. Се збори Фабијан или Дарко Стошич, едно од тие двајца. Па за Стошич нешто збореше и Форге нешто, да видиме што ќе измислат. Пази колку тоа многу ме радува, например, мене сега за Белград еден тон македонци кои да гледаат. На секој евент јас сум бил Загреб, Белград 2 пати на ФНЦ, значи толку македонци што сум видел. Има. Значи тоа е нереално. Тоа е супер што е така,
затоа што гледаме дека буквално Затоа и доаѓаат. Да не Пази, има сме луѓе во Македонија што не стапна у сала, све знае за ММА. Едно време боксот беше така. Тајсон кој се такмичеше на пример, да. све знае. А не влегол у сала. Пази, он е на раке и на салата секој ден. И има еден другар таков Виктор, да го поздрав. Значи експерт. Не влегол у сала. Така да тоа е добро еве и за самиот спорт од Мегрегор навака да кажам. Буквално сите чепка гледаат прават. Добро е за интерес за се, ама нема врска со квалитетот со тоа како ќе расте спортот, тоа е се у сала и многу потешко, нели? У сала, пази, поентата ние да имаме добри борци, поентата да имаат тие добри приходи, тоа да се врзе, тоа треба да се менаџира, маркетиншки да се направи. Не е само ти да земеш да направиш. И што ќе направиш? Треба да правиш понатака. Сега, на пример, од 5 федерации у Европа, ми се јавува мене овој како се вика председателот на Србија и ми вика ај дојди ќе те ставам у тие за да се потпишеме да направиме европска. Добро. Значи треба да си како да кажам да си се продал на тој пазар таму дека си квалитетен, дека си добар, дека те бива, дека можеш да допринесеш, да направиш, за да може нешто да даеш у таа глобална приказка нешто, некој делче од тебе, за да може да има бенефит и Македонија, и ММА Македонија, буквално као една целина. Тоа е целта, за сите да има нешто и да оди напред спортот. Што повеќе луѓе да се спортот, веројатно тоа е некоја емисија, вие што ја правите пред изминатите 25 години. Па тоа ме влече да ти кажам, се уште тоа го правам, еве ти кажам додека не се изморам. Која е крајната некоја мисија, има ли некоја цел? Па нема крајна мисија, сако ти кажам да го донесеме UFC у Скопје, Господ знае, може и нека пример, разбираш, таа е УММ крајна. Пошто ФНЦ добро ни и Белград. Белград како Белград е нешто што ние баш ја го чувствувам како да у Скопје, ме разбираш, пошто ние на Балкан. Да, и јас 500 км. Загреб беше пред не знам колку години бев и тоа и немало ништо. А ова е добро да кажам, се шири. 10 години од Загреб, точно. Да, ФНЦ прави страшна работа, буквално влегува у секој ќоша на Балканов, така да не само на Балканов, геш Германија иде. Така да они ќе прават добра приказка, ќе биде добра успешна таска да може да идеш нагоре. Пази, премем обед за една промоција кај што се платени борците, кај што има спонзори. Pay-per-view, кај што има спонзори, премем не умие полесно на спонзор за ФНЦ се бори некој, него да се бори за некој турнир што е негде како онак, ради ред. Разбираш, за да може така да. Така што се отвараат картите за сите и оди у добра насока, веројатно се. Ја се надам или оди, важно е што оди. Не, оди. Пази, ние после 15 години ја направивме федерацијава, после мака ја направи федерација. Ме прашаш мене што сме добили ништо буквално, пошто нема пари у федерација. И наредниве 3 години, 5 години ќе нема. По законски било у Македонија кога ќе се направи федерација, првите години да не добива пари. Како може таа федерација да функционира без пари, кажи? А објасни ми ти на мене. Не може да функционира. Така да тоа е една битка добиена онаква како да ти кажам. Незначајна. Многу е позначајна да земеме спонзор да имаме, да си направиме државно првенство, да направиме меѓународен турнир и да направиме борец, што е најголемиот успех ќе биде. Па еве правиме, се мачиме да ти кажам, еве се искрено да ти кажам, се мачиме. Еве за пример Марко да треба да се вработи, автоматски ќе падне на полодово. Зашто? Па мора живее нешто. Не може да живее од 200-300 евра на 6 месеци. Фатиш ли негде правец, после тешко да се вратиш. Па толку ќе биде. И тоа е борбата и тешко е некој да убедуваш да се бори, да си ја става главата, тоа многу е зезната тема. Ризичен спорт е како? Не е као сега на некој да му кажеш ај оди у теретана направи 3 пати неделно, ова е ќе вежбаш и на крај влегуваш у кафе со некој, главата у торба. Сам си. И вие го носите там плюс 3-4 со сам си го ги се заклучи онаквото. А да знаеш, вас какво ви е чувството, Марко, кога се бори на пример? Има стресно ви? Мене ми изгледа дека ви е стресно, на армада ми изгледа дека ми е многу стресно. За Дани кога се бореше. Не само за нив двајца. Пази, за Дани ми е дупло. Кирка се бори, да. Дани ми е дупло, тоа не може да споредиш, али е стресно затоа што го гледаш унатре тој прави или не прави. Порано сме работеле друг систем. Си вежбал нешто на тренинг, он не го прави тоа. Пошто тако бил системот на учење. Сега прави нешто друго, па иде на подобро, ама нервозата е нервоза, пази. Значи нервозата е не може да кажам, ќе влезаме, ќе седам така, ќе го гледам. Ако ме видиш така, гарант со мене некој седативи сум се наклюкал, за да се смирам, разбираш. Дани кога се бори, не пута 2, пута 200 ми унатре. Ти се бори дете, значи не е симпатично, се разбира. Не е симпатично. Ама сега пази, ние, па ќе кажам Калап, ја гледам Мозоков да му направам риврај предходно, да го премостам, да го премрежам,
да ги стегнам осигурачите да не рикне некој таму. Да. Ради го ќе Претходно влезеш сервис. внатре, Како- тоа да биде као нормална тренинг сме, не е Како проблем. пред одмор улје што се менја. Баш така. Интересна специфична тема, сега луѓето не знам и мојата публика кога запознаена, ама отворивме доста и за борење, малце и некоја животна филозофија на почеток, спомнавме бизнис, спомнавме доста работи. Јас уживав во разговорот, им беше чест, као и за секој гостин, мене ми е огромна чест кога некој ќе оздвои време да дое и да ме на некој начин да ми додаде чест и на мене нова што го правам со неговото присуство. Јас секогаш кажувам фала на крај, така што Фала и на тебе, пази, преку вакви медиуми, да кажам, подкасти, емисии, ние доаѓаме, она што го кажа ти, до секој нормален човек негдека за да чуи и да види. Еве ти рече, овие имаат ваков буџет, не стигнаа до секој, овие поголем буџет да стигнат до секој човек. Така да, овие, еве да кажам, канали на разнесување на информации се супер, од подкаст, од емисии, од не знам, од... Еве ја лично се спремам на Инстаграм да почнам на дневна основа да снимам по едно, по две, кај што зборам, кај што кажувам, некои работи, никако да го стартувам, пошто со поише луѓе сум зборел, вика, и јабе, добро тоа што го кажа, стварно е така, да споделам нешто од ова што го имам. Ама еве, подкасти како што е твојов, например, е супер еден канал кај што буквално допираме до некој, до секој, за разни теми. Еве и за спорт, и за бизнис, и за обична филозофија. Ние не знаеме, ние само збориме тоа што ни е природно денес, ние не знаеме што ќе ги врзе луѓето од овој муабет. Тоа е секогаш најмагичното. Факт. Што ние си кажуваме некои наши ставови, затоа претходно вие што ми спомнате пред почетокот, нели доста и приказни се кажани, секогаш има некој што не ја слушнал приказната, а што треба да ја слушне, и тоа е единствената цел што имаме ние тука. Така што 80 минути денес бевме супер. За крај сакам да се заблагодарам до сите што ме поддржуваат, можете доле да прочитате кои фирми се тоа и слично. Ова не е нели лесно и да се реализира. Еден од нив, Божиновски, одвојува и поклони за моите гости во оваа емисија, епизода, тоест извадив некоја бандана, ако не се лажам, и некој сет за одржување на часовници. Не ве прашав каков однос имате вие спрема часовниците? Јас да ти кажам, предржно електронските ги користам. Спортски, така. Спортски од тој тип буквално да гледам некои делови од здравјево што ми се, како ми се, и да ми е комуникација со телефонот. Ама задње време телефонот ми е буквално на silent, го носам предржно за здравствени причини, да имам што сум, како сум. И на таму ми е механички сати, да ти кажам, не сум носил може 15 години. Али овој тип на информација е супер за секој, поготово нешто спортува. Така да му да биде во текстот посветувам, да кажам, внимание. Така. На часовникот. За тие останатите што се заинтересирани за часовници, Божиновски поклон денес е од Тисот, една од марките на Божиновски. Повелете, ова е за вас, тренеру. Уште еднаш последно фала. Оваа прилика ќе искористам и да се одивам спрема публиката. Фала ви на сите што останавте со нас овие речиси 81 минута. Тоа е тоа за оваа 73-та епизода.